Почитувани гледачи, уште едно издание на емисијата Лица и дела. Денеска се наоѓаме во Домот на култура Кочо Рацин во Скопје. Исто така сме и на промоцијата на збирката на поетесата Оливера Јовановска, односно Прима балерина, а тука воедно и формирањето на Сдруженијето за лицата со попреченост Юникорн 2024 Скопје. И ми е посебна чест што ве гледам во толкав голем број, затоа што ниеден настан не може да биде убав ако нема многоброен аудиториум, како што сте вие сега. Ве молам еден аплауз за вас. Јас може би пишувам добро, но не сум добар оратор, тоа да го знаете. А кога имам пенкало и хартија со мене, тогаш сум своја на своето. Па затоа поттикната од овие емоции што ги имавме вечерва овде, имам еден голем предизвик. Прв пат во животот не знам и дали ќе можам да најдам поубави зборови од зборовите што ги кажаа моите рецензентки, што ги кажавте сите вие кои имавте чест да кажете нешто. И можам да ви кажам едно големо благодарам на сите што сте толку искрени души, што знаете да се радувате на туѓа среќа. Прима балерина, збирката е испечатена во почетокот на ова година. Но промоцијата се одолговлекуваше точно за кон крајот на ова година. Како што кажа директорот господинот Мифтари, сме во недогледна иднина на 3 децембар се слави денот на светскиот ден на ментална попреченост, ретардација на деца, па затоа во чест на тој ден решивме како здружение, затоа што ова е настан, прв настан од Сдруженијето Юникорн, да направиме промоција, воедно и да отпочнеме со дејностите на Сдруженијето, каде што сите ние овде ќе ја докажеме и покажеме нашата доблест, да им подадеме рака на тие што им треба, а рака на пријателство, на другарство, му треба на секого, независно дали има некоја инвалидност или има некоја потреба. Сдруженијето Юникорн, како што претходно се кажа, идејата за него е дадена пред 6 години, тоа од мојот син Христијан, кога беше на 8 годишна возраст, да не се повторувам тука. И како мајка на неговата амбиција решив да му помогнам, да не го чекаме времето он да стане полнолетен. Затоа со поддршка на професорката Вања, на мојот сопруг Љупчо, Елеонора Николовска и Благоја, кои моментално се отсутни од оправдани причини, се основа Сдруженијето Юникорн со цел да даде поддршка на деца со пречки во природно-психичкиот развој и деца од социјално загрозени семејства. Ние веќе направивме посета и на СОС детското село. Бевме придружници со господин Живко Поповски Цветин. Се надевам дека од денес заедно ќе им подадеме рака на тие што им треба. И вие со вашето присуство сте дел од нашата голема слика и од проектите што ги планираме да ги имаме во иднина, затоа што самосплотени ќе бидеме почујни. Тоа е моје мото и се надевам дека сите ќе се согласите за тоа. Идејата како стана Прима балерина. Насловот го кажува сето тоа што е внатре во таа збирка. Во збирката не само што ја отворив мојата душа, јас ја отворив душата, но се надевам дека со тие стихови што ги посветив на Катерина Радевска, дете со попреченост, ќе ги допре и вашите души, затоа што
како единка никој не може ништо да направи. А јас светот го гледам и го чувствувам како еден букет цвеќе. Букетот да е убав треба да има различни цвеќина. Па и сите ние сме различни. Сите заедно можеме да придонесиме едно убаво утре за секој член на ова општество. Јас нема многу да должам. Уште еднаш сакам да му се заблагодарам на моите рецензентки за прекрасната рецензија и зборови што ги дадоја, а тука е Анита Бошкова, која имаше направено преубаво сценарио и сакам и нејзе да ја доделам една благодарница затоа што ја заслужи. Ве молам за еден аплауз. Добро, да, ќе го викнеме. Како што знаете, Сдруженијето е хуманитарно. Тука сме неколку луѓе, што може да ги видите, но има луѓе кои придонесоа, а не се тука. Имаме луѓе по техничка поддршка. Тоа, благодарниците кои се испечатени, се хуманитарно испечатени од Графопром Дизајн Битола. Владе не можеше да присуствува на ова промоција, но затоа е неговата мајка тука. Потоа Христијан, не само што ја даде идејата, он го направи и логото на ова техничка поддршка. Дејан Николовски и Елеонора исто така се дел од техничка поддршка. Дејан ги дизајнира благодарниците. Имаме голема благодарност до ТВ Сонце и тоа лица и дела, исконски думи. Би сакала да го поканам господинот Симе или Јована, кој ќе ја прими, а може и двајцата најдобро. Тие се секогаш на нашите промоции и најдобро од сите ги представуваат нашите манифестации, го поддржуваат ја поддржуваат македонската музика, поддржуваат све што е македонско и се борат за нашата татковина да обстане и да го најде патот таму каде што ние сите сакаме да сме. Благодарам, Симе. Благодарам, Јована. Јас сакам да ви се заблагодарам во име на емисијата Лица и дела и во име на телевизијата ТВ Сонце. Ви благодарам. Јас само едно ќе кажам дека со ваков човек Оливера да се работи е прекрасно и дека Лица и дела е еден голем бренд кој ги почитува сите манифестации и секако и понатаму ќе ги следиме и ви благодарам на сите вас. Благодарам за поддршката. Ја поканувам Милева Лазова да ја земе, да ја подигне и незината диплома за ТВ Сонце исконски думи. Се надевам и понатаму ќе се дружиме. А сега нашиот единствен хуманитарец Живко Поповски Цветин, кој со неговата позлатена рака црта цвекина и ги подарува за хуманитарни цели, затоа што и тој се бори за мир и љубов да има во светот. Кога имаме мир и љубов, имаме поддршка. Ке не сликате ли?
Па вака, јас ви благодарам. Драго ми е што Христијан и Оливера имаат добиено Цветинова награда за мир и тие како амбасадори ја ширеа пораката за мир и хуманост во Австралија минатата година, баш овој период, нели? Така да, еве една Цветинова порака за мир и хуманост ја доделувам на Христијан, младиот мудрец, кој од мали нозе сака да им помага на оние што се со лица со, како што велиме, попреченост. Дојде од оваа страна. Тој навистина ме воскитува со неговата мудрост, со неговото знаење. Тој е вредно младо момче, кое образованието е одличен, воспитуван одлично и од родителите и од наставниците и верувам дека овај млад, но мудар човек ќе ја продолжи мисијата на мирот од Македонија кон светот. Исто така сакам да доделам една слика, ајде ова придржи ја ти, една слика за неговата мајка, зашто мајката го воспитува. Таткото е повеќе отсутен. Е заборавен. Да. Еве, ова се рацете на мајката. Тоа се рацете на мајката. Да. Благодарам многу, почитуван Живко. Да. Христијан, еве една друга порака за тебе. Со овие 3 сини цветови, да ја шириш пораката за мир од твоето здружение каде што ќе има седиште, нели? И така, еве, заедно ќе работиме за мирот и љубовта кон луѓето на кои им е потребно. Сине да ги чуваш те и купиме стан. Да. Третава слика ја подарувам за заводот. Зашто тие се и мајка и татко на овие деца. Ние со Ана се знаеме. Јас сум доваѓал во Заводот за рехабилитација повеќе пати, со Кате и со Ванџа исто така. Така да ми е многу драго што оваа слика, еве и тука се рацете и Светото Тројство, ќе ги спојат децата, воспитувачите и нивните родители. Ви благодарам многу, како што кажавте, ние претходно имаме долгогодишни соработки и тие ќе продолжат и понатаму. Ви благодарам многу. И само малку, Христијан, дај ми и за децата имам тука 15 цвеќиња во една лента. Држи тука, стои. Еве овие цвеќиња се посебно за секое дете. Така ќе се скини овде, ќе му се даде на секое дете по една ружа. Видовте со каква емоција настапија овие ученици. Јас мислам дека во нормалниот свет не може тоа да се случи. Да, убаво да развеселија. Да. И не можам овде да останам хладнокрвен, да не ја подарам на битолчанката Такет, која навистина со нејзиниот прекрасен говор вистински докажа дека Битола е град на дипломатите. Еве за тебе 3 рози, црвени руши. Да. Еве и за Анита, водителката.
А не знам сега вие пете коите јазени. Ќе ја делиме. 2 дена кај мене, 3 кај Не, неј. кој може да се вклопи во рамковниот? Кој е помладо Тоа е моја. Да кажеш нешто? Не, ја мислам дека доволно е избинака ако малку повеќе Јас сега сакам да го повикам господин Никодим Чернодримски. Заслужува и тој една диплома, затоа што не сликаше, но нема кој да не слика сега нас. Па да ја ќе да се. Намести го да се. Нема потреба. Доволно е таму. Чекај, ми бъде. Чекај, сичи сега. 50 динари. Тебе сонце 50 динари. Викторија Велева, Татјана Стоилкова и Наталија нека дојдат, затоа што и тие имаат по една благодарница за нивниот придонес. Може да се повлече. Она се завршиш, ја, ама и дека има така и најави дека на трети има повторно професорката Вања организира вака настан за Не. Како што треба. Заврши како што треба. Ајде, како што треба. Благодарам, почитувана Оливера, благодарам на сите, честитки за благодарниците што ги добивте. Благодарам за прекрасните зборови, за прекрасното дело кое го создадовте, дело кој представува азбука на љубовта кон децата, љубов кон сиот човечки род. И на крајот, на овој прекрасен поетско-музички настан, како прва активност на Сдруженијето Юникорн 2024, ви се заблагодарувам за вашето присуство, за тоа што одвоивте дел од вашето скапоцено време и дадовте свој придонес кон овој настан. Сите ние, кои сме били на промоциите на господи Оливера, знаеме дека таа секогаш бесплатно ги делеше своите збирки, но од денес средствата ќе бидат наменети за поратамошните активности на Сдруженијето Юникорн 2024. Затоа ве известувам сите кои сака да имаат ова прекрасна стипендија. Не, ќе ги се пустим, ќе ги се. И докато сакате да бидете член на Сдруженијето, ви замолувам да ги пополните пристапниците, гледам тука некој веќе ги пополнија. А нас ќе ни биде чест и задоволство да се обидуваме, цитирам, ако сме сплотени, тогаш сме погласни, тоа е мотото на госпоѓа Оливера Ивановска. Јас би сакала да додадам нешто во врска со книгите. Сите ќе добиете букмаркери внатре, но имаме и посебен букмаркер на електронска верзија. Со досега може би тоа не сте го имале во практика. Секој ќе добие значи 2, еден за книгата, а еден може да го подарите на некого. Ако случајно сакате да ја одберете другата книга, што е предпоследна и тоа е Секојдневниот ореол, тогаш може да побарате од вториот букмаркер. Значи ви следува еден букмаркер од Прима Балерина и по ваша желба дали ќе си одберете електронска верзија
од секојдневниот ореол и прима балерина. Значи, во таа цена добивате фактички 2 збирки. Ви благодарам. Сакам да ве прашам како соработник, што имате вие да кажете за Сдруженијето и за вашата соработка? Па чест и задоволство беше да се запознаат, да се запознае основачот на Сдруженијето и чест и задоволство е што сме ние првите со кои што истото Сдружение соработува. Имавме дружење изминатите недели во подготовка на овој заеднички настан, договоривме и понатамошни дружења. И ова е само еден почеток на еден долг пат кој што планираме заедно да го чекориме. Дали планирате и некои други проекти? Да, планираме, веќе разговаравме за следната година во нашите планови да ставиме активности со Сдруженијето работилници на кои што ќе се изработуваат одредени производи, дружење, музички работилници и слично. Ви благодарам. Со нас е господинот Живко Поповски Цветин. Добре дојдовте. Сакам да ве прашам, вие како еден голем хуманист, што ве потикна да бидете дел од оваа организација денес? Па видете, јас 40 години сум клучен во ваквите активности хуманитарни, а денес посебно затоа што овие двајца луѓе, како што спомнав во мојато излагање, Оливера и Христијан, имаат добиено Цветинова награда за мир и хуманост и токму заради нив јас специјално дојдов и затоа и подарив повеќе мои слики, затоа што и овие од Центарот за рехабилитација на деца и младинци често пати одев во нивната институција, им подарував цвеќиња, заедно сликавме и се радувавме на она што ќе го направиме. Исто така учествував и на промоција на овај денот 3 декември, денот на луѓето, децата со хендикеп. Така да јас континуирано тоа го правам. Минатава недела бев во Сремска Каменица, каде во СОС детско село учествував исто така во хуманитарен настан. Пред некој ден бев во СОС детско село во Скопје, во Македонија, каде што исто така подаривме многу цвеќиња за мајките згрижувачки на тие деца. Едноставно, мислам дека хуманоста треба да се дели и таа е исто како и љубовта. Колку повеќе се дели хуманоста, толку повеќе се враќа. И токму еве и денеска е многу драго што еве се формира едно здружение на еден млад, би рекол и мудар човек, Христијан Јовановски, кој е многу воспитано дете, одличен ученик, спортиста и еве хуманиста кој сака да им помага на овие деца со хендикеп. Ви благодарам. Добро дојдовте, сакам да ве прашам вие како поетеса кој учествувавте на оваа организација, какво е чувството да се учествува, бидејќи вие исто така и водевте оваа манифестација? Па чувството е прекрасно, да ви кажам, и од аспект на водител на овој настан и од аспект на поетеса, затоа што јас пред да го направам сценаријето за водење на настанот, ја прочитав стихозбирката. А освен тоа, со Оливера се знаеме по известно време, таа ме замоли и стварно ми представуваше чест и задоволство, поготово што станува збор за
ваков хуманитарен настан, затоа што оваа стихозбирка напишана од едно големо срце и душа, со голема срце и душа, поетеса, личност, мајка, сопруга во исто време. Не знам друго што да кажам, многу сум уморна. Ви благодарам. Вие како рецензент на книгата, што ќе кажете за книгата на поетесата Оливера Јовановска? Со какви чувства се обсипавте кога ја прочитавте? Тоа е едно посебно доживување да се прочита Прима балерина. Толку се многу зреани, топли чувства и нежност кон лицата со посебни потреби, што е стварно за воодушевување. Они се, као сите ние, најнормални личности, меѓутоа со попречености. И едноставно треба посебна нежност да им се пружи на тие лица. Посебно ми е задоволство што бев рецензент нормално на ова прекрасно дело во кое што уживам и ден денес како ќе го прилистувам. Ви благодарам. Ви благодарам на вас. Со нас е Гордана Такевска, која е истовремено и рецензент на книгата на госпоѓата Оливера Јовановска. Сакам да ве прашам нешто во врска со книгата на поетесата и во врска со ова здружение. Прашајте слободно се што сакате. Сакам да ве прашам со какви чувства се обсипавте кога прочитавте книгата и сакам да ве прашам дали е чест и задоволство се биде од ова здружение дел. Чест и задоволство е пред се да се биде дел од здружението, а кога ја читав книгата, многу пати, многу често се чувствав тажна, немојкна, меѓутоа начинот на кој сето тоа е напишано во тие прекрасни стихови, завршницата кога ќе дојде, кога ќе се чита, остава еден силен впечаток на херојство на жена со лавовско срце, на жена со душа, бидејќи за да се напише вакво четиво, вистински треба да се поседува душа и да се чувствува љубов за луѓето. Ви благодарам. Денеска со нас е Кристијан Јовановски. Здраво, Кристијан. Најпрво сакам да те прашам од каде дојде до идејата за вакво здружение за децата со попреченост? Па, веќе како што кажав, дојде идејата од кога јас отидов до една градинка, видов едно дете 8 години исто колку мене и се потпрашав на тие години што бара дете мој возраст во градинка. Па после ги склопив коцките и дека детето беше во мозокот не беше нели доволно разумен и за жал од таму дојде идејата. Со чија помош успеавте да го оформите ова здружение? Со родителите, мајка ми и татко. Ти благодарам. Денеска сме со поетесата Оливера Јовановска. Денеска сме на првата промоција на нејзината книга во склоп со Здруженијето за лицата со посебни потреби Юникорн. Дали може нешто да ми кажете повеќе за оваа промоција? Пред се, да ги поздравам вашите гледачи на емисијата Лица и дела и да ви се заблагодарам за тоа што ТВ Сонце секогаш ги поддржува македонските настани. Еден голем поздрав и апел да има повеќе покриеност од медија за вакви настани. Збирката Прима балерина е посветена на дете со попреченост. Тоа е Катерина Радевска, која живее во Скопје и има пречки во психоприродниот развој. Зошто ја промовираме токму во ова време, ова збирка, е затоа што во догледно време ни доаѓа 3 децембар, денот, светскиот ден на деца со попреченост,
и со инвалидност. Во таа чест сакаме да направиме еден апел до сите луѓе да се здружат и да бидат заедно, да се подаде рака на тие што им треба помош. Збирката Прима балерина е составена од два делови и тоа е тоа што можат да го направат лицата со попреченост и тоа што не можат да го направат. Многу од нив имаат дарба со тоа што памтат многу, меморираат многу настани, но некои од нив имаат говорна мана, не можат да се изразат. Па, согледувајќи го животот и тоа што во последно време имаме многу дечина што го имаат овој синдром. Сакам да ве прашам од каде ја добивте идејата за оформување на Сдруженијето Юникорн? Искрено да кажам, тоа не е моја идеја. Јас ја украдав идејата, а за да ја спроведам што побрзо на виделина. Таа идеја е на мојот син Христијан и тоа кога имаше 8 години, во една средба со детенце кое што има аутизам, Христијан почувствува емпатија кон тие лица и тогаш изрази желба кога ќе порасне и кога ќе биде моќен, дека сака да им помогнува на деца со попреченост и деца од социјално загрозени семејства. Но он е се уште мал, има само 14 години, да чекаме до негово полнолетство, ќе има уште подолго време, па затоа решив да му помогнам во остварување на неговата цел, да се организира ова здружение, со кое што тој ќе може на начин, како што замислува, да има контакт со деца кои се со попреченост. Кои се со попреченост и на деца кои им треба поддршка. Сакам исто така да ве прашам да ми кажете нешто повеќе за почетоците на Сдруженијето и за самото здружение. Да се основа едно здружение, не само што треба идеја, туку треба и луѓе. Пред се треба еден одбор, луѓе од 5 члена кои ќе раководат со тоа здружение, затоа што треба законски да се заведе во општина и тоа е све направено по легален пат. Па по иницијатива на Христијан, јас како председател добив поддршка од Вања Радевска, професорка, Елеонора Николовска, професорка, Љупчо Јовановски и Благоја Радевски, кои што сме 5 членови и го сочинуваме ја сочинуваме таа управа за да може да раководи со здруженијето и да реализира проекти што планираме да ги имаме во иднина. Кои проекти ги планирате во иднина? Може да ми издвоите некои? Здруженијето се оформи неодамна, пред неколку месеци. За ова кратко време успеавме да направиме меморандум. Тоа е меморандум за соработка со Завод за рехабилитација за млади и деца. Потоа го посетивме и СОС Детското село. Се надеваме дека во скора иднина ќе имаме меморандум и со нив. Се разговара со 2 здруженија во Србија, во Ниш и во Белград, кои што ја имаат оваа иста цел, помош и поддршка на деца со попреченост, да се прошири ова дејност и надвор од државата, затоа што кога сме многубројни, сме почујни.
Сакам да ве прашам колку членови брои ова здружение? Моментално здруженијето брои околу 100 членови и тоа се запишаја во последните 2 дена. И тоа во настанот на промоција што беше одржан во Кора, Дом на култура Кочо Рацин. Почитувана Јована, голема благодарност до лица и дела, до ТВ Сонце, продуцентот Симе Младеновски и целиот тим на ТВ Сонце, што излегуваат во пресред да овозможат медиумски покровител на настаните што ги одржуваме, дали се поетски, литературни, дали се од музички или хуманитарен настан, како што беше овај денес. Прима балерина е дел и прв настан како почеток на дејностите и проектите што се замислени во Здруженијето Юникон 2024. Юникон 2024 е хуманитарно здружение што неодамна се основа во Скопје и тоа по иницијатива на Христијан, мојот син. Идејата ја кажа кога беше, уствари кога имаше само 8 години. Како тој дојде до таа идеја, беше една средба со детенце, кое има аутизам. Христијан ги согледа различниот начин детето како се понашаше на таа возраст и како обично се понашаат децата што ето се благословени од Господ и го немаат тој синдром. Неговата детска, искрена желба беше изустена со насолзени очи. Кога ќе порасне и кога ќе има можност, кога ќе биде свој човек да направи здружение или да изгради куќа, каде што ќе може да се грижи за деца кои имаат попреченост и деца од социјално загрозени семејства. Секако Христијан е уште мал, моментално е на 14 годишна возраст и не може законски тоа да го спроведи, па неговата идеја решив јас да ја реализирам, да ја донесам на виделина, неговиот сон да се оствари што побрзо, затоа што се повеќе и повеќе во денешницата имаме потреба од такви здруженија. Статистички е докажено дека од 2020 година до сега 241% е зголемен процентот на деца кои заболуваат од таа болест. Во нашата земја некаде е 36%. Момчината се изложени 4 пати повеќе од девојчината да го имаат тој синдром. Се уште не е докажано како го добиваат тој синдром, дали е генетски, дали е од географско, од местото каде живеат, или теоријата што некои антивакцинисти ја имаат дека вакцините носат аутизам. Но како и да е, без разлика која да е причината, имаме голем број на заболени во последно време од синдромот аутизам, кои што имаат пречки во природно-психичкиот развој, а воедно имаме и многу дечина што се без родители и им треба помош. Па ова е еден апел до сите слушатели да сме побројни на било кој начин и како што можеме да
направиме едно поубаво утре за децата што им треба помош. Ви благодарам. Драги гледачи, ви благодарам што го следевте и ово издание на емисијата Лица и дела. Следете не секоја сабота во 21 часот.